Во текот на јануарската сесија на Парламентарното собрание на Советот на Европа беше изгласана резолуција за затворање на постмониторинг диалогот со Република Северна Македонија. Во текстот на резолуцијата се наведува дека Парламентарното собрание го признава одржливиот напредок на Северна Македонија во демократијата, владењето на правото, заштитата на човековите права и соработката со телата на Советот на Европа. Исто така ја признава и политичката посветеност на властите за исполнување на обврските преземени при отворање на постмониторинг диалогот во 2000 година. По тој повод денеска разговараме со пратеничката Иванка Василевска, која е шефица на македонската делегација. Пратеничке, добре дојдовте во Собраниското студио и раскажете ни накратко што точно се случуваше во Страсбур. Добар ден, ви благодарам на поканата. Навистина, ова е круната на 25 годишен процес кој што е почнат во 2000 година, значи многу долго време, речиси 3 децении, веќе 20, речиси 6 години, како Македонија навистина и преку институциите на системот и преку својата политичка трансформација го градеше имиџот во една толку респектирана институција како што е Советот на Европа, во која што морам да истакнам дека сме рамноправна членка и имаме навистина една убава традиција воспоставена уште од самото пристапување кон Советот на Европа во 1995 година. Мене ми припадна честа и задоволството во овој финален процес да ја посведочам и активно да учествувам заедно со моите колеги, колешката Бисера Костадиновска-Стојчевска и колегата Беким Кјоку, а во улога на заменик шеф на делегацијата. Оваа делегација во Македонското собрание ја води мојата драга колешка Марија Петрушевска и како што може да забележите од сочината е како делегација од сите политички фактори во Македонското собрание и нашето учество има една повисока цел и заедничка визија, тоа е да ја помогнеме на Македонија и во својата демократска трансформација, еден пат кој многу добро нашите граѓани го знаат, трае доста долго време, уште со самата дисолуција од поранешната федерација на почетокот од 90-тите години на минатиот век и еден процес кој е директно поврзан со потврдата, нели сега веќе можеме да констатираме врз основа на оваа резолуција и на одите на нашите партнери во Советот на Европа, но и на известителите од Европскиот парламент со кои што соработуваме и таму нели работиме активно во однос на нашиот евроинтегративен пат, кој е нели да не ги поради нашите гледачи би сакала да кажам да не ги мешаме двете институции, тие соработуваат и се значајни, но нели имаат различен опсег на работа и различен е нели она што го носат како корпус на влијание, а тоа секако нели во однос на Советот на Европа пред се значи почива нели на конвенцијата за човековите права, како и мониторингот врз владењето на правото во македонската држава, заштитата на човековите права и слободи, еден можен значаен процес на кој што нели во голема мера влијаат не само како да кажам политичките констелации кои го градат имиџот на Македонија надвор, туку и самите наоди и анализи и препораки кои што ги дава и Венецијанската комисија. Оттаму убав момент за радување и за потврда дека сме дојдени во фаза да бидеме повторно фронтранери посебно во регионот Западен Балкан, ова и поради самиот факт што самата фрустрација на закочувањето на евроинтегративниот пат, каде што бевме и таму на времето, нели пред повеќе од 10 години, да кажам лидери во еден процес и тоа се закочи од низа други на внатрешни и надворешни констелации. Ова повторно ја избива Македонија на преден план како една од првите од овој блок каде што нели се затвара овој постмониторинг процес и навистина еден долг и макотрпен процес кој требаше навистина
да ги зајакне внатрешните институции, да ја поттикне демократската дебата, да ја развие вистински во либерална смисла, практично да ги либерализира институциите и со тоа да ја овозможи на македонските граѓани да ги уживаат оние права кои што ги почитува модерна и демократска Европа. Врз основа на сето ова што го споменавте до сега, Советот на Европа одлучи да дава сега периодични детални извештаи. Што ќе значи тоа за Република Македонија во иднина? Па вака, значи ние од самото пристапување како членка на Совет на Европа во 95-та година, на ноември 95-та, па се до затворањето на мониторинг процесот и отпочнувањето на постмониторинг диалогот со Советот на Европа, во сите овие, како што кажавме веќе од 26 години речиси, бевме под континуиран надзор и во однос на институциите на системот, како и во владењето на правото, значи тука мислам на правосудниот систем, на институциите кои што треба да спроведат правда и правичност во македонската држава, како и степенот на заштита на човековите права од голем број на ранливи категории кои што се беа непознати или беа комплетно маргинализирани во еден транзицијски систем кој требаше да се трансформира во модерно, демократско, либерално општество. Секако тука е многу значајно она што се извлекува како препорака, бидејќи со затворањето на постмониторингот се констатира дека Македонија има капацитет од внатре да организира фер и демократски парламентарни, председателски, локални избори, дека може да има, како држава имаме и пример како избор на прва жена председател на македонската држава, имаме навистина демократски фер одржани избори парламентарни и мирна трансформација на власта во 2024 година. Пред некој месец имавме одлично организирани локални избори во државата и сето тоа укажува дека сега ќе ни дадат простор и затоа ќе бидат периодични извештаите, тие понатаму ќе мониторираат, но сега ќе не остават без присуство комплетно да покажеме дека ние можеме и без актуелен или катадневен мониторинг да ги вршиме овие активности во општеството и да спроведуваме процеси кои што се во рамките на она што представува современо општество и оттаму, но не значи исто така треба да знаеме дека доколку се прекршат овие правила, дека нема да не вратат во постмониторинг или можеби не дај Боже и во мониторинг. Има такви примери и тоа треба да представува една сериозна обврска на зрелост на политичкиот капацитет, не само на актуелната, туку и на секоја власт во Македонија, дека треба да бидеме фокусирани на тоа што е значајно, а тоа се секако развој на институциите и овозможување на човекови права и слободи на македонските граѓани кои треба да важат подеднакво за сите. Ви благодарам за денешниот разговор. Се надеваме на уште убави вести до крајот на оваа година и во периодот што следи од европските институции поврзани со евроинтеграциите на Република Македонија. Ви благодарам и јас на вас.